Северна Македонија е една од ретките европски земји кои немаат современ систем за управување со отпад. Ова подразбира депонии во секој регион во земјата, каде отпадот би се рециклирал според европски стандарди. Нема ниту меѓурегионални комунални предпријатија, како и нова механизација за собирање на отпадот и чистење на дивите депонии. Европската комисија во секој годишен извештај не критикува поради актуелниот третман на отпадот и дупките во законите. Статистичките податоци пак се безмилосни за тоа како се справуваме со отпадот што самите го создаваме. Државниот завод за статистика проценува дека лани сме создале 915.943 тони комунален отпад. Комуналните предпријатија собрале околу 70%, но не е јасно каде завршиле над 280.000 тони комунален отпад. Голем дел од ѓубрето што го произведуваме е неселектирано. Тоа значи дека еколошката свест на луѓето е на многу ниско ниво. Од собраниот комунален отпад лани, дури 85,8% се смета дека е измешан комунален отпад. Бидејќи целиот создаден отпад не се собира во земјава, тој често се случува да заврши на дива депонија и да биде запален. Се проценува дека имаме околу 1000 диви депонии раштркани низ целата земја. Кога ќе се насобере премногу ѓубре, за да се ослободи простор за нов отпад, несовесните граѓани го палат отпадот. Ова пак доведува до големо загадување на воздухот и до жестоки критики на граѓаните. Ништо подобри не се ни општинските депонии во земјава. Наместо фабрики за рециклирање на отпад, овие локации служат единствено за трупање на отпадот. Европската комисија, заедно со експертите и екологистите, бараат од надлежните власти веднаш да превземат ригорозни мерки. Собранието да ги усвои, а властите да применат зголемување на постојните казни за фрлање отпад на диви депонии и за негово палење. Министерството за животна средина и просторно планирање да изработи добро осмислена и таргетирана кампања за запознавање на населението за придобивките од изградбата на регионалните депонии. Општинските власти да соработуваат со централната власт во воспоставувањето на регионален систем за управување со отпад. Владата да се ангажира час поскоро во пронаоѓањето финансиски средства за изградба на регионалните депонии. Општините поинтензивно да ги казнуваат лицата кои ги создаваат дивите депонии, додека на критичните локации да се постават камери за видеонадзор.